Можеби не е потребен дополнителен опис, но сепак еве. Ова е политичка карта на светот. Ова истата карта на светот со тоа што со црвена боја се означени државите во кои земјава има своја амбасада. Ги имаме во вкупно 43 држави, од кои се покриваат и останатите земји во кои немаме представништва. Но тема на оваа сторија не е бројката на македонските амбасади и други дипломатско-конзуларни представништва. Тема е бројноста, но на дипломатите во дипломатско-конзуларните представништва на земјава во странство. Податоците ни ги обезбеди Министерството за надворешни работи и надворешна трговија на наше барење. Еве го и првиот заклучок. Од 43 амбасади на земјава само во 24 има амбасадор. Во другите 19, барем според состојбата на 12 август кога ги добивме податоците, со амбасадата раководи дипломатот по низок ранг. Од вкупно 9 генерални конзулати на земјава, само во 4 има генерален конзул. Во другите 5 раководи дипломат од понизок ранг. Како министерот за надворешни работи вели, има две основни причини за состојбата. Првото е природното завршување на мандатот на дел од амбасадорите и генералните конзули, а второто е враќањето на една поголема група на амбасадори согласно автентичното толкување на Законот за надворешни работи во собранието, односно се работи за групата амбасадори кои што немаа одбрането тези пред Комисијата за надворешна политика. Тимчо Муцунски додава дека веќе се најдени решенија за вкупно 8 позиции амбасадор или генерален конзул кои се прикажани како испразнети на почетокот на август. Двајца амбасадори веќе се заменети во Париз и во Загреб, а очекуваме останатите 6 веќе координирани позиции кои што се води процедура во согласно со законите и меѓународните принципи, тие 6 да заминат до крајот на оваа календарска година. Истовремено во теке консултација и за останатите места. Тоа што сакам да го нагласам е дека покрај наведените 8, веќе со председателката си имаме усогласено за дополнителни 4 шефови на дипломатски конзуларни представништва, но во моментот не можеме да ја отпочнеме постапката за нивно именување, бидејќи се во тек изборни действија. Податоците покажуваат и ситни бројки за останатиот дипломатски персонал. На 12 август, кога ги добивме податоците од МНР, амбасади со најголем број дипломати, заедно со амбасадор, биле Берлин со 7, Рим со 4 и неколку амбасади со по 3 дипломати. Абу Даби, Анкара, Берн, Лондон, Париз, Приштина, Софија, Токио, Хаг и Вашингтон. Па, го прашавме министерот кој токму деновиве е службено во САД, зошто клучниот стратешки партнер на земјава добива ист третман како, например, Обединетите Арапски Емирати. Без да ја намали важноста на мисијата во Абу Даби, Муцунски кажа дека се работи на зголемување на присуството во Вашингтон. Јас кога станав министер за надворешни работи, нашиот амбасадор во Вашингтон, амбасадорот Попов, имаше само уште еден дипломат со него. Значи составот беше, ние тоа што го нарекуваме во Министерство за надворешни работи, 1+1, амбасадор со уште еден дипломат. Во текот на последните 15 месеци во Вашингтон пативме 2 дополнителни дипломати, што значи значително е зголемено присуството тука во оваа амбасада, а целта ни е во следните 6 месеци да упатиме уште еден дипломат во амбасадата во Вашингтон и уште еден дополнителен така наречен административно-технички персонал од Министерството за надворешни работи. Што значи, кога е во прашање Вашингтон, апсолутно се согласувам, тоа е наш стратешки центар и јас како министер за надворешни работи, на пример, бев страшно загрижен од фактот што кога станав министер, во нашата мисија во ОПС имаше повеќе од 10 дипломати во Виена, а во правосте во Вашингтон имаше само 20 дипломати. Сега се веќе 4 со план на дополнително зголемување. Во САД се наоѓа седиштето на Обединетите нации, само една од меѓународните организации во кои земјава, исто така, нема амбасадор. Малку подетално, постојаната мисија при ООН во Њујорк е без амбасадор и со 20 дипломати. Мисијата при ООН во Женева исто така е без амбасадор и со 20 дипломати. Амбасадор нема и во НАТО и во мисијата при меѓународните организации во Виена. Ниту амбасадор, ниту дипломат е состојбата во мисијата при УНЕСКО во Париз и ФАО во Рим. Само мисиите при ЕУ и при Советот на Европа во Страсбур имаат и амбасадор и друг дипломатски персонал.
долги години нашата држава немаше амбасадор во Париз, како и вие тоа што го знаете, и затоа наш приоритет беше првиот амбасадор кој што ќе го упатиме да биде токму во Париз. Амбасадорот Николов пред околу 10 дена ги предаде своите акредитивни писма кај францускиот претседател Макрон и полека природно тој ќе ги превземе и обврските во делот на УНЕСКО за прашањата поврзани со Обединетите нации и постојаните представници и во Обединетите нации и во НАТО се уште течат консултациите со претседателката на државата. Или, со други зборови, мисиите во УНЕСКО, ООН и НАТО нема да добијат амбасадор наскоро. Но на генерално ниво на сите дипломатско-конзуларни представништва, министерот ветува. Јас сум сигурен дека во првата половина на 2026 година би требало да стигнеме можеби над 80% пополнетост, но не би можел секако во апсолутна сигурност, да ви го кажам тоа, основната причина е дека тоа не секогаш зависи од нас. И ние да се согласиме, постапката на пример за именување на амбасадор предпоставува добивање на агреман од земјата на акредитација, што значи зависи и од нас, но зависи од земјата каде што треба да биде акредитиран тој амбасадор. Последното прашање кое му го поставивме на Муцунски беше дали тие дипломати што ги имаме можат да преживеат во земјите каде се упатени со платите што им ги дава државата. Со промените, односно со измените и дополнувањата на Законот за надворешни работи, кои што ги донесовме пред неколку месеци, кои што јас велам се навистини историски во делот на професионализација на дипломатската служба, обезбедивме услови и за зголемување на платите на вработените во нашите дипломатски конзуларни представништва. Сметам дека и тоа зголемување што ќе го направиме се уште не е доволно за тоа што тие го заслужуваат и за условите во градовите во кои што тие живеат, но имаме план и во следните години за постепено зголемување, за да имаме некоја нормализација на платите кои што тие би требало да ги имаат. Според Муцунски, земјава нема проблем со недостаток на кадри кои покажуваат интерес да бидат дипломати во странство поради ниските плати. Нема проблем, вели тој, и во комуникацијата со претседателката на државата. Ако сето тоа е точно, како и тврдењето дека веќе е договорено пополнувањето и на други мисии, се е само прашање на време. За неколку месеци ќе провериме повторно како стојат работите.